Охрид се поврза со Виена. На аеродромот Свети Апостол Павле слета првиот авион на Austrian Airlines, со што и официјално започна новата редовна авиолинија меѓу Виена и Охрид. Летовите ќе се реализираат 2 пати неделно, секој четврток и недела. Со новата линија од Охридскиот аеродром сега се покриваат вкупно 16 авиолинии, од кои 13 редовни, а 3 се чартер летови. So Vienna is an exceptional importance business travel. Како што веќе кажавме, Виена е од исклучително значење и за деловните патувања, и за туризмот, а и за македонската диаспора. И оваа нова авиолинија ќе им овозможи на патниците побрз, полесен и поудобен пристап до Охрид, а исто така и на нашите граѓани во Виена, преку Виена ќе им овозможи пристап до голем број на останати европски градови. Од австриската амбасада во Македонија го поздравија новото авиоповрзување меѓу Охрид и Виена. As I said, North Macedonia really possesses enormous tourism potential. На Македонија има огромен потенцијал за туризам кој што се уште чека да биде разоткриен и да се развие. Одушевувачката убавина на Охридското езеро, разновидниот пейзаж, природните паркови, исто така и огромната гостопримливост на населението и богатото културно наследство се работи што заслужуваат многу поголемо меѓународно внимание. Од владата велат дека ова е добра вест и за граѓаните и за туристичкиот сектор. Се очекува во Охрид да доаѓаат повеќе странски туристи, а регионот да добие дополнителен економски бенефит. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски истакна дека преку аеродромот во Виена патниците од Охрид ќе можат многу полесно да стигнат до голем број светски дестинации. Воведувањето на оваа линија има огромно значење за развој на Охридскиот аеродром, бидејќи аеродромот во Виена е еден од најголемите европски хабови и еден од најважните воздушни центри во Централна и Источна Европа, со преку 200 конектинг летови во 66 држави низ Европа, Северна Америка, Азија и Африка, што подразбира поврзување на Охрид со преку 60 на земји низ светот. Македонија во изминативе 2 години значително ја прошири авиомрежата. Воведени се повеќе од 25 нови авиолинии од Скопскиот и Охридскиот аеродром, со што граѓаните добија директни врски до повеќе европски дестинации. Меѓу новите линии се летовите до Париз, Барселона, Лион, Штутгарт, Луксембург, Салцбург, Прага, Келн, Амстердам и Виена, како и повеќе туристички и чартер дестинации. Според владините проекции, годинава преку двата македонски аеродроми се очекува да поминат над 3,5 милиони патници.